Подобар и посигурен затворски систем е целта на измените кои се прават во Законот за извршување на санкции. Почна јавната расправа за законските измени, а надлежните очекуваат тие да бидат изгласани по локалните избори. Над 60% од затворениците во Македонија се повратници, поразителна статистика според упатените, и затоа е потребно да се работи на ресоциализација, но и на здравието на осудените. Проблемот е што недостасуваат стручни лица во затворите. Ние побаруваме од Министерството за здравство и да најдат вработени кои што ќе работат по затворите. За жал, моменталната состојба е многу лоша, односно, ако ги мериме еден здравствен работник на бројот на осуденици кои што го услужуваат, тоа е, мислам дека една од ретките земји сме во светот каде што има толку мал број на здравствени работници во затворите. Пандов најавува дека ќе се обиде да ги коригираат платите на затворските чувари, оној што работи со доживотни затвореници во Идризово и оној што работи со затвореници со казни до 3 години затвор имаат иста плата, што според него не смее да биде така. Тоа во комунизмот било окей. Ние мислам дека сега како општество треба да не тврдам, меѓутоа таа работа јас сакам да ја отворам и ќе се обидам да ја сменам, именно да луѓето кои што работат во казнено-поправни домови, платата им биде различна од останатите. Тука веројатно и форма ќе се побара и за затворот Скопје. Пандов најавува дека затворениците ќе добијат и право на образование во казнено-поправните станови низ земјава.